Мислам дека пред нас се два квалитетни противника кои се последни пред квалификациите што ни следат. Од списокот што го објавив може да видите дека во А репрезентацијата повикав поголем дел, односно 8 фудбалери од младата репрезентација кои бележат одлични резултати со своите игри, мислам дека заслужија да се најдат во А репрезентацијата и она што го најавив на моето доаѓање дека ќе се оформи еден тим кој ќе биде спој на младост и искуство кој би сакал да играме во квалификациите, затоа што тоа мислам дека е во моментот најдобро што можеме да сметаме за во квалификацијскиот циклус, затоа што тоа би било една репрезентација кој подолг период би можела да игра, но ќе повторам, самото нивно вклучување на младите не значи дека резултатите одма ќе дојдат, едноставно треба работа, треба да се стреме, се надевам дека тие резултати што сите ги очекуваме ќе дојдат што побрзо, но мислам дека очекувам и јавноста, односно нели македонската нација да го поддржи овој национален тим, затоа што без нивна поддршка ќе биде многу тешко. Едноставно мислам дека овие фудбалери заслужуваат да бидат поддржани, затоа што и во мислењето на јавноста беше дека треба да бидат вклучени во националниот тим. Што се однесува до стилот на играта, тој не планирам да го менувам, мислам дека тоа е стил кој Македонија може да игра, едноставно би сакал да се сменат резултатите само. Така, кога сме кај играчите, што за репрезентацијата значи отсуството и проблемите кои ги имаат Аријан Адеми, Јагим Ибраими, Давид Митов Нилсон, колку тоа ќе влијае на играта на нашата репрезентација, бидејќи сепак се работи за клучни играчи? Секако, ние не сме репрезентација која поседува огромен број на квалитетни фудбалери и секој отсуство е голем хендикеп, посебно на фудбалери од таков калибар како што е Давид, Агим и Адеми, но јас се надевам дека овие што ќе добијат шанса ќе го надополнат нивното отсуство и дека едноставно тимот ќе функционира добро и ќе дојдеме до подобри резултати. Така. Дали ова ќе биде кругот на потенцијални репрезентативци кои ќе конкурираат и за квалификациите кои ни следуваат, или сепак составот е се уште отворен и ќе биде отворен за дополнителни промени? Па добро, ова е репрезентација и знаете дека собирите се на 3 месеци, на 2 на 3 месеци, значи се тие репрезентативни циклуси и не можам децидно да кажам дека ова ќе биде тимот, но секако дека ова е веќе поголемиот дел на тимот што планирам да играме низ квалификациите, како што кажав да оваа репрезентација игра што е можно подолго, едноставно да се добро подготвиме и да забележиме подобри резултати за разлика од изминатите два циклуса.